Она што господине Таравари повеќе скокот кај јавноста е сепак дали е можна некаква соработка меѓу Алијанса и ВМРО ДПМНЕ, не само на локално ниво, бидејќи вие оставате таков простор за Водебар, според вашата изјава, туку и на централно ниво на председателските избори. Велам, ВМРО, вашиот кандидат во втор круг, ако има втор круг, а вие кандидатката на ВМРО на председателските избори Силјановска. Значи, апсолутно не е зборено, не сме зборели во партијата за таква работа. Дефинитивно немало никаква средба со некоја политичка партија за сега. Ние одлучивме да поддржиме еден кандидат, господинот Блер им река, позади кој стоиме и ние, и БЕСА, и многу независни интелектуалци албанци, многу од здруженија кои што се албански. Меѓутоа, гледаме дека последно време има многу поддршка и од македонското население, и од турците, и од бошњаците. И ние мислиме дека господинот Река и по квалитетите како човек, мислиме дека има реални шанси да биде во вториот круг. Со кого? Не знам. По нашите анкети што ги имаме, по нашите анкети велам, Силјановска е нешто напред пред Пендаровски за сега. Меѓутоа, тек постои кампања, тек ќе се, не знам како ќе се развие тоа, меѓутоа секако ќе биде интересно. Ние веќе таргетираме и работиме интензивно и со огромен број на незадоволни членови на СДСМ, па и во ВМРО, кои што се подготвени да го гласаат господинот Река. Ако го анализираме господинот Река како човек, по сите капацитети, како интелектуалици, како бивш дипломат и како професор, и како човек кој што говори 8 јазици, човек кој што е нешто поинаку од другите кандидати, мислам дека Блер им река апсолутно би победил по своите кандидати. Меѓутоа, се уште тука луѓето повеќе гласаат по партија или националност, па затоа може би тоа е единствениот негов хендикеп. Ви поддржале кандидатка која е против Преспанскиот договор и против законот за јазици? Значи, ние го поддржавме и Преспанскиот договор и законот за јазици, бевме дел од креаторите на јазикот, на законот за јазици. Тој закон помина додека ние бевме во влада. И нашиот услов, единствен услов беше законот за јазици да помине првите 100 дена од владата и тоа помина додека бевме во влада. Ве прашувам за Силјановска. Знаете дека таа е кандидат која што е против договорот од Преспа и против законот за јазици. Nuk mund ta përkrahim një kandidate e cila thot nuk na duhen votat e shqiptarëve. Asnjë shqiptar, po ne nuk jemi njerëz të cilët mund t'i telekomandojmë njerëzit të cilët do ta votojnë zotri Bler Imreka. Ne përsëri po e them, jemi optimist se zotri Bler Imreka nuk i merr vetëm votat e Aleancës, i merr edhe të BES dhe plot intelektualëve të pambarur. Ne nuk bëjmë pazare, nuk e kemi plan që antarësisë, edhe në qoftë se mirë do një vendim do marrin të gjithë së bashku, të gjithë ato të cilët e kanë përcaktuar. Ne si parti politike nuk do bëjmë pazarllëqje. Asnjëherë s'kemi bë, as po e kemi plan ta bëjmë. Konkretisht për Siljanovskën nuk e kemi plan ta votojmë në qoftë se vjen ashtu hipotetikisht një njeri të cilës nuk i duhesh kanë votat e shqiptarëve.